Фенг шуи филозофијата е тесно поврзана со нашите спални соби и се во нив. Сето ова е многу јасно и на прв поглед од многу очигледни причини, бидејќи креветот и нашиот сон се нераскинливо поврзани во нашата севкупна благосостојба и мора да бидат добро украсени за да ја поддржат и зајакнат личната енергија на корисникот. Мебел на кој сите спиете треба да канализира и попа да ја одржува енергијата позитивна и полна со љубов. Затоа вашиот кревет треба да биде во хармонија со останатиот дел од собата и целокупниот дизајн на просторот. Фенг шуи е нагласува важноста на хармонична и врамнотежена енергетска динамика, за да се осигура дека спалната соба ќе стане место за релаксација и обновување. Ако до вашата спална водат неколку влезни врати, тоа е ситуација која мора веднаш да ја решите. Слушнете што уште може да влијае на хармонијата во домот и на вашето здравје според мислењето на мајсторите на фенг шуи. Според фенг шуи, положбата на креветот е неизмерно важна. Меѓу останатото и поради она што честопати се спомнува дека третина од животот поминуваме во спиење. За да одредиме која е оптимална положба на креветот според интуитивниот фенг шуи, најдобро е да застанете на влезната врата од спалната соба и да се свртите кон внатре. Внимавајте да изберете која врата кон собата е главна. Тоа не е редок случај во модерните домови, но никако не е добра енергија. Квалитетниот сон е многу важен за здравјето на телото, како и за вашата психичка состојба. Но за некои луѓе редовното и квалитетно спиење е невозможна мисија. Некои заспиваат тешко, други се будат навечер, а некои пак воопшто не можат да заспијат. Во продолжение, слушате неколку главни совети за фенг шуи, кои може да направат вашиот кревет да има оптимален енергетски биланс. Внимавајте на дизајнот и формата на креветот. Креветот во спалната соба мора да има цврста глава, која е со одредена висина, според добриот фенг шуи, и да има квалитетен душек, кој не треба да содржи никакви предмети под него. Креветот треба да има цврста и стабилна рамка, а не да лепди само на ногарките. Цврстата рамка символизира стабилност и поддршка во животот. Кој е идеално место за поставување на кревет? Најдобра положба која може да се замисли е дијагонална положба во однос на вратата, со зид што поблиску до главата. А доколку тоа е невозможно, тогаш оној кој спие во креветот нека има добар поглед на вратата, додека лежи во креветот. Исто така би било добро да може од креветот со поглед да ја опфати целата соба. Спиењето зад плакар или параван, каде воопшто немате поглед на вратата и не гледате кој влегува, кој излегува од собата, никако не донесува здрава енергија. Исто така треба да се избегнува положбата директно спроти вратата, кој во Кина се нарекува положба на мртовец. Таквата позиција нема веднаш да доведе до некоја смртоносна болест, но по неколку години спиење во таква положба, секако според фенг шуи, може да предизвика сериозни здравствени проблеми. Фенг шуи командна позиција е идеално место за поставување на креветот во спалната соба. Оваа положба на креветот мора да биде подалеку од диагоналата, што се повлекува во однос на вратата. Или поедноставно кажано, вашиот кревет не смее да биде на исто ниво со вратата. А во исто време, треба да можете да ја гледате вратата кога лежите на креветот. Каква треба да биде положбата на креветот во однос со ѕидовите? Имајте на ум дека вашиот кревет мора да биде поставен со главата цврсто до ѕидот. Цврстиот ѕид зад креветот создава силна заштитна енергија, која слободно тече околу мебелот, давајќи му способност и сила да го одржува и да го направи да остане корисен за нашето здравје. Затоа мора да направите се за да го направите вашиот кревет ваша потпора и да го поставите на таков начин, што ќе гледа кон цврстата површина на ѕидот. Со цел да додадете повеќе сила и рамнотежа на добрата фенг шуи енергија во спалната соба, можете да го обоите вашиот ѕид во одредена боја, која е во согласност со правилата на оваа древна филозофија. И симетријата е важна. Со цел добрата фенг шуи енергија да биде совршено избалансирана, многу е важно двете страни на креветот да бидат пропорционални. Тоа значи дека мора да имате две масички покрај креветот, две ламби, иако тоа не сугерира дека мора да бидат идентични, од исти комплети или со еднакви големини.